Како член на шаховската секција на црквата, многу пати ќе поминеше часови во игра на шах со другите членови. Навистина, овој наш македонски интелектуалец е со богата биографија која ретко може да се најде кај многумина од македонската комуна во Торонто и околината. Сето ова што го направи професорот Филип Ангелковски е историја за која треба да се пишува и прикажува. А дека навистина е добар пак кларинетист, тоа можеше да се види и чуе кога Филип Ангелковски ќе го земеше кларинетот и од него чист звук како кристал ќе ги редеше музичките ноти на песната или орото, но истовремено умееше, а само тој знаеше како да ги развесели сите присутни кои беа таму. Сето ова е резултатот најпрво на Божјата дарба што Бог му ја дал, но и усовршувањето за да биде вистински маестро, поточно завршената музичка академија.
Крајните мои реченици нека бидат со следното. Голема е благодарноста до овој наш евидентен македонец што се трудеше да го афирмира македонскиот фолклор пред канадската јавност и македонската комуна, заедно со другите одговорни на Македонка групата, да ја афирмира македонската музика со својот кларинет, но не можам а да не спомнам дека голема заслуга има и како диригент на црковниот хор, стручњак, професионалец, кој како и претходниот диригент Евгенија Кордич си ја знае својата работа. Како што многу од село Дъмбени, меѓу кои Лазар Поптрајков, Ташко Караджа, Лазо Трповски се борија за слободата на Македонија, професорот пак Филип Ангелковски со својот кларинет се трудеше секаде каде што може да се чуе македонската музика, а со тоа и да ги запознае и другите народи со однадвор од Република Македонија, вон границите, да речем, на Република Македонија, колку е богат македонскиот фолклор. Boy
Драги слушатели, многу добро знаете дека со македонскиот радиочас Глас од Македонија сме заедно 52 години. Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува. Се ослободуваме од душманите. Среќата се сврти на наша страна, но за сето ова помогна честниот македонски народ во Републиката и низ целиот свет. Радиопрограмата Глас од Македонија е и ќе е на истиот пат за слободата и светлата иднина на нашиот народ. За да продолжиме за конечна победа на Македонија, Глас од Македонија ја бара вашата поддршка. Со тоа ќе продолжи да се емитува гласот на вистината преку ова радиопрограма, за да продолжи силата, да чука македонското срце секогаш и за секогаш и крвта македонска и понатаму да тече низ нашите вени, зашто Глас од Македонија тоа го прави за македонството со целата своја душа. Помогнете ја оваа радиопрограма Глас од Македонија за да и понатаму емитуваме, зашто така си помагаме меѓусебно и себе си, а се разбира и за Македонија. Телефонот е 647 780 6549. А сега да ги проследиме новините од Македонија. Добро вечер, вести на Канал 5. По 4 дена од кошмарот на автопатот Струма, првите двајца преживеани патници се вратија во Македонија. Сместени се на пластична хирургија, а дадена им е и психолошка помош. Емотивно беше пред ургентниот центар, каде ги пречекаа роднините. Следните повредени патници се очекува да пристигнат во понеделник. Катерина Капковска со деталите. Најмладата повредена пациентка, 17-годишната девојка од болницата во Софија Пирогов, денеска префрлена на скопските клиники. Со неа пристигна и 49-годишен маж. Емотивно беше на ургентен, каде што ги пречекаа нивните роднини и најблиски пријатели. Иако среќни што нивните блиски се живи, сепак во голема тага поради строутната несреќа, раскажува роднина на малолетното девојче. Тука сме заради внука ми, што има 16 години. Има пластична операција на десната рака. Има изгореници на левата и малку на челото. Тоа е све пластична операција. Малку е во шок, ама ќе се стрпиме сега, тоа е тоа. Од една страна сме малку среќни, а од друга страна и тажни. Пошто имаме и многу починати. Господ